Александар, која поред е оваа средба на младите театарски уметници? Која не е трета ли е? Четврта? А што значи за вас лично ова? Што за вас представува сето ова? Ова представува една средба на една преодна фаза на Велешкиот театар, која што со затворањето на професионалниот театар во 60 и крајот на 66 година остана младинската сцена што работеше при театарот, продолжи како младинско драмско студио. Ова младинско драмско студио фактички е преодната фаза меѓу ова и формирањето на на театарот Джинот. Колку години од тогаш поминато? 50 години. Скоро 60. Многу години. А има ли што да се евоцира како спомени? Спомените што може да се евоцира како спомени. И тогаш учествувавме на повеќе фестивали. Това младинско драмско студио учествуваше на многу фестивали. Не само овде во Македонија, тогаш и во Прилеп, и во па и кај нас во Веда се одржуваа тие културно-просветната заедница на Македонија што ги организираше. Многу често пати гостуваше и на фестивалот во Хвар, тој југословенски фестивал беше, кој што се одржуваше секоја година на Хвар, на островот. И од тому со многу награди се оратили. Токму заради тоа, не знам, можда би на некој начин и бевме криви си им беше шанса на една генерација од градската управа тогашна, кои што сакаа да го затворат театарот, дека старите актери немале образование. Тогаш немавме образование, немаше академии, немаше една имаше во Белград и една во Загреб и тоа беше се. Меѓутоа, дека не биле тие старата, макар да беа повише талентирани, далеку повише од сегашни актери. Меѓутоа, тоа е тоа. И донесоа одлука некоја да се затвори театарот и да продолжи да работи младинско драмското студио. Младинската сцена. Младинската сцена прерасна во тоа младинско драмско студио кое што го крстивме тогаш. И со години негдека до која година? До 74-та бе. 78-79 година. Значи, она што е битно за младинското драмско студио е дека во своите редови собираше ентузијасти кои што го сакаат театарот и кои што го продолжија работењето на театарот, да не остане Велешкиот театар без сцената, односно градот да остане без театарската сцена. И она што е исто така многу битно, од тој кадар во младинското драмско студио излегоа понатаму доста глумци, актери кои што станаа и познати актери на не само на Велешката, ами и на македонската театарска, па и филмска сцена. И на југословенската во исто. Па секако. Многу е битно дека тој ентузијазам кој што го има тие членови, односно ние кои што бевме членови на тоа драмско студио, обстојуваше во едни услови кои што беа непримерни за еден театар и работејќи во такви услови на таа сцена како што беше напуштена, ние самите ја уредувавме и сцената, самите правевме сценографија, самите режиравме, игравме и така натаму. Тука мора да го спомнам Боре Ангеловски, кој што беше можеби најзаслужен за
добро направените представи кои што секаде, ама буквално на сите фестивали освојуваа врвни награди. Тука меѓу нас фалат некои членови на Младинското драмско студио, некои од нас завршија понатаму академии, некои од нас починати се веќе, некои од нас се престроија, да речам, иако завршивме такви школи, работевме на други работни места, меѓутоа сите тие до еден буквално даваа придонес во развојот на културата, не само во Велес, ама и пошироко. Така што, мислам дека Младинското драмско студио одигра една многу значајна и многу важна улога во културното живење на Велес. Ете, тоа е еден вака значаен момент кој што треба да се спомне. Тука ни е Тоше, тука ни е Марко, Кирил Гравчев, Папазов, Мане, Александар Ѓорѓиевски. За тоа он е најимпотен